Добро вечер, вести на Канал 5. Најголемата пречка за македонскиот евроинтеграцијски пат се услови кои немаат поврзаност со реформите. Ние сме технички усогласени, но политички блокиран кандидат, оцени председателката Гордана Силјановска-Давкова во незиното годишно обраќање во Собранието. Таа повика на национален консензус во однос на евроинтеграциите, бидејќи, како што кажа, досегашното разногласие за прашањето од национален интерес не направиле слаба држава. Во однос на блокирани евроинтеграции, во својот говор Силјановска-Давкова ја потенцираше важноста на стратешките партнери на државата, САД, Унгарија и Обединетото кралство. Но напомена дека одбиени баратели на азил, кои представуваат опасност за нив, се уште поголема опасност за нас. Председателката повика на доследно спроведување на реформите во правосудството, осврнувајќи се на трагедијата во Кочани, чиј судски процес, посочи таа, е тест дали судството ќе ја стекне или трајно ќе ја изгуби довербата на граѓаните. Европската унија треба да избере едно или да најде свое креативно решение за деблокада на процесот. Ако има решение за Украина и Молдавија, лесно ќе се најде и за нас. Пораката, почитувани, што ја праќам денеска од ова собрание, е дека без јасни гаранции од ЕУ и од Бугарија и без соодветни заштитни механизми, со уште една уставна промена, ние ризикуваме од овој процес да излеземе, како што старецот на Хемингвеј излезе од морето, со костур од риба, со соголен, изглодан суверенитет и идентитет, национален и културен. Потребен е нов кривичен законник усогласен со европското законодавство и реформа во правосудството, кои се од пресудна важност, а за кои сите политички и судски актери треба да действуваат како еден. Порача евроамбасадорот Михалис Рокас на дебатата за очекувањето од новите измени на кривичниот законник, кои влегоа во собраниска процедура. Рокас порача дека мора да се стави крај на неказнивоста, за што потребни се независни истраги и судски постапки против висока корупција, злоупотреби на функции и јавни набавки, а последиците од измените на кривичниот законник во 2023 мора да се коригираат. We were also quite astonished to see that despite the harm that these amendments were done, or even there were leaders of parties, they said that it was a mistake, that so much time has elapsed, almost 2 years, and neither the government nor the parliament have acted. From our side, the European Commission recommends that North Macedonia should adopt a new criminal code in line with the EU acquis and international standards. Владата донесе одлука за постоење кризна состојба во снабдувањето со електричната енергија на целата територија на државата. Одлуката е со трајње од 7 дена од денот на незиното влегување во сила, а донесена е на предлог на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи. Оваа одлука произлегува поради неможноста за набавка на мазут кој е неопходен во делот на производството. Задолжителните резерви на нафтени деривати ќе се отстапат без надомест, а АДСМ за трошењето на нафтениот дериват мазут има обврска да доставува извештај до владата и до Министерството за финансии, информира владината прес-служба. Сметките за струја од 1 јануари идната година ќе се зголемат од 57 денари месечно за домаќинствата што трошат само во првиот блок, до 900 денари за оние кои влегуваат во најскапиот 4ти блок, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Деталите од Сандра Спасовска.
За најголем дел од домаќинствата или околу 85% кои влегуваат во првиот и вториот блок со потрошувачка на струја, просечно сметките од 1 јануари ќе се зголемат од 57 до 70 денари. За оние во четвртиот блок, зголемувањето ќе биде и до 900 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја коригираше пресметката доставена од универзалниот снабдувач, па така наместо предложените 7,66% во првиот блок, струјата ќе поскапи за 2,45%. Во вториот за 2,87%, наместо предлогот на Евана Хоум кој бил 8,54%. Во третиот блок зголемувањето е 3,32%, наместо предлогот 9,63%. И во четвртиот блок зголемувањето е 3,84%, наместо предложените 11,86%. 517.400 домаќинства имаат потрошувачка само во прв блок и во ефтина тарифа. За една сметка, тука зголемувањето на трошоците е 2,28%. Во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. Домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79%, 4400 домаќинства, зголемувањето на месечната сметка е 3,22%. Во однос на ефтината тарифа на струја, Евана Хоум предложиле зголемување од 3,69%, додека согласно одлуката на регулаторна таа ќе се зголеми за 2,5%. Од регулаторно остануваат на ставот и дека надоместокот од 200 денари не треба да биде укинат и останува дел од сметките. Доколку се укине надоместокот од 200 денари, цената за мрежарина која што сега изнесува 2,03 денари, ќе биде 2,6 денари, односно ќе се зголеми за 28%. Како резултат на тоа, доколку се укине надоместокот од 200 денари, првиот блок ќе се зголеми за дополнителни 8,46%, вториот блок ќе се зголеми за 7,19%, третиот блок ќе се зголеми за 5,77%, четвртиот блок за 2,69%. Од регулаторна велат со минималното зголемување се обезбедува стабилна цена следната година, истата ќе важи од 1 јануари. Но доколку Евана Хоум не е задоволена од одлуката на РКЕ, може истата да ја обжали пред управен суд. Учениците ќе следат настава до крајот на месецов и потоа заминуваат на зимски распуст. Ке нема порано распуштање поради аерозагадувањето, вели министерката за образование Весна Јаневска. Остануваат уште многу малку денови до распустот на децата. Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки и на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Би било проблем, како што во минатото се случуваше, да ги скратуваме учебните денови, учениците да отсуствуваат затоа што родителите ги носат на поевтино одмор и за да се подготват за писмена и така натаму. Овие негативни појави полека ќе треба да почнеме да ги отстрануваме. Почина поранешниот фудбалер Васил Рингов, еден од најголемите фудбалери во македонскиот фудбал. Рингов е поранешен македонски, но југословенски репрезентативец на клубски план остави длабока трага во тимот на Вардар. Настапуваше и за Белградски Партизан, Динамо, Загреб, германскиот Антрахт Брауншвајн. Во Македонија беше член и на Тетекс и на Беласица, каде што ја почна кариерата. За Вардар одигра повеќе од 200 надпревари, во кои постигна 93 гола. Рингов почина на 70 годишна возраст по кратко боледување. Ги завршуваме тука вестите.